Органски зеленчук, органски житарки, колку е органската храна тренд или иднина во исхраната. Со професорката на Земјоделскиот факултет во Скопје, Гордана Попсимунова, во подкастот Зошто го бараме одговорот на ова прашање и зошто земјоделието замира, но и што е дигитално земјоделство. Добре дојде, Гордана. Добре најдов, многу прашања за почеток, ама ќе се обидеме да ги одговорим. Уште повеќе имаме. Браво. Ама за почеток органско е етикетата на која сите се лепиме, нели, кога купуваме зеленчук, овоше и што и да е на пазар во маркет. Што значи тоа во суштина? Што е тоа на што се лепиме? Гаранција дека продуктот е здрав, односно здрав за консумација, не е третиран со хемија, условно кажано, или пестициди, или ѓубрива и така натаму и така натаму. Инаку терминот е многу флексибилен. На самите почетоци идејата била да се одгледува растително производство, да се прави без интервенција никаква. Значи, нема ѓубрење, нема наводнување, како што дала природата. Тоа од наша страна гледано значи дека доматот кој сакаме и во зима да го консумираме, ќе сочекаме да си дое лето, или пиперката, или сите оние зеленчуци кои што се типични за таа сезона, ќе си ги јадеме, консумираме во сезоната во која што природно би ги имал. И правилата беа исклучително строги во тој поглед. Нема одгледување во контролирани услови, значи не оранжери, не пластеници, па да не зборувам за безпочвено одгледување. Сега, полека, дојдоа производителите до заклучок дека нема шанса да се дојде до продукт кој што е пазарен, маркетибилен, ако не се употребуваат какви такви средства за заштита или за прихрана. Тоа посебно се однесува кај нас, бидејќи сме земја со исклучително долга традиција за одгледување зеленчук. Самите почви, самите хабитати на патогени, штетници, инсекти се толку навикнати да ги стасуваат нашите технолошки чекори, што е невозможно да оставите пиперка или домат така, сами на себе да израснат и да дадат задоволителен производ. Тоа е и прескапо, веројатно. Тоа е прескапо, тука нема затоа што, заработка. да речеме, компир, најголем штетник е компирова златица. Тоа е едно така симпатична бубамаричка со 10 црти, која што на опачината на листот снесува многу убави портокалови јајценца. Рачно треба да симнувате од секое растение, не дај Боже да го зафати посевот, се пресметајте колку е тоа работна рака. Ужас, најскапата ставка во органското производство е работната рака. И оној генерално веќе станува работната рака дефицитарна и прескапа, а не па во органското производство. Така што, велам, терминот органско производство полека ги попуштија границиве, па го преименуваа во биодинамично, па во не знам какво, за да сега имаме органско производство во стакленици во хидропонија. Нешто што пред 20-30 години кога се појави и филозофијава, во хранлив раствор, да. Па тоа значи тоа што го купуваме евентуално е органско ако е произведено во некоја мала бавче и во сезоната ако го купуваме може да има шанси да биде онака органско како што било замислено. По правило, меѓутоа, од друга страна, па не значи дека ако некој не употребувал ѓубрива и не употребувал заштитни средства, дека произведувал органски. Ако некој си одгледува салата во дворот, не значи дека не му прошетало некоја куче, маче и дека нема шанса за ешерихија и за слични микробиолошки закани. Или нивата е близу Охис, па нема имено линдан или не знам какви отрови. Некои од нас уште го паметат мирисот на домати, на пиперки од пред неколку децени. Оние автохтони сорти ги има ли кај нас уште? Ги има. Тоа беше органско. Тоа е веќе стварно тоа е дозреан домат. Знаете, и во зима да го одгледувате доматот. Ако му допуштите да дозрее, ќе го има тој вкус. Ние го береме порано доматот за да го подготвиме за транспорт до
Србија, па дури до Германија. И затоа го нема тој мирис. Остатокот што нема се продаде, се пласира на локалните пазари. А јабучарот за кој што зборуваме, има толку варијанти и подваријанти, така што секој град во Македонија си има Охридски јабучар, Пештовски јабучар, Валандовски јабучар, најпознат е сигурно Скопскиот јабучар, ама и тој си има подваријанти. Па ќе речам, тој тип на домат, за среќа или за жал, има толку тенка покорица што не е погоден за транспорт. И затоа го оставаме дента кога се бере, дента се пласира. Веќе ден или два потоа тој пропаѓа во квалитетот. Добро, тоа е добро да се слушне за нас како купувачи, дека уште има шанси да купуваме органски производи. Колку се користат хормони, пестициди уште кај на себе? Баш најдов една вест од март годинава, вели во Хрватска биле откриени 3, а лани една пратка зеленчук увезен од Северна Македонија што содржал опасни пестициди. Се станува збор за пестицидот хлоропирфос, забранен во Европска Унија уште 2020. Ова е еден доказ дека има многу. Пака сега. Постојат исклучоци, постои црнувоз. Македонската листа на пестициди е сосема усогласена со европската листа на пестициди. Значи си имаме дозволени на зелената листа, има пестициди кои што се користат во рамките на дадената каренца, односно се знае кога е последното третирање пред бербата. И забранети пестициди. Да, за жал има вакви појави, меѓутоа, како што реков погоре, производството без употреба, паметна употреба на пестициди. Значи, кога ќе се појави штетникот? Кога е штетникот над економскиот праг, значи не прскате на еден или два ако има, по секоја цена напред. Календарски. Кај нас е тоа гледаме да го смениме тој календарски пристап, на 15 дена ќе прскаш, па имало немало штета. Ќе се третира и тоа колегите од фитофармација многу добро го имаат ставено во законска рамка, исклучиво експерт фитофармацевт може да препорача доза и време на апликација. Само со негов подпис може да се врши третирањето. Тоа сега ќе влезе во сила. И обучени советодавци можат да ги дават овој тип совети. Јас немам таква лиценца. Да, добро. Значи, апсолутно е безбеден тој начин на производство. Не би сакала луѓето да имаат предрасуди од тој тип дека ако е нешто третирано, автоматски е нездраво. Така, но колку земјоделците го почитуваат тоа или во трка за профит што избираат? Јас почесто би рекла дека има ли контрола воопшто? Токму заради трката за профит тие не ни избегнуваат да купуваат. Да сакате ѓубрива, сакате пестициди. Зошто? Па скапо има. Ако може да претераат без тоа, па од друга страна ќе речам, ако нештото не е третирано, не значи дека е органско и дека е здраво. Колку си редовно се испитува квалитетот? Еве, јас спомнав примерот со храна што се извезувала со производи. Но колку кај нас се прават испитување? Еве, ние како Слободна Европа не интересираше јаболката што се даваат во училиштата пред околу година и пол, колку се здрави. Направивме на наш трошок испитување и излезе дека нема, во нив не се користат пестициди, да кажеме дека се здрави за јадење. Колку се прават некои? На тоа испитување ме радува што слушам дека резултатите се позитивни, посебно за еден критичен продукт. Ако некаде се прска и се третира календарски, тоа било барем кај овошните насади во Преспа. И таму сега имаат метеоролошка станица и не сега, од пред некое време, и најава кога се очекуваат дождови. Ја знаете, после дождовите веднаш третираат.
затоа што се измиваат предходните средства, така што навистина ме радува што барем децата јадат здрави јаболки. Инаку, што се однесува до испитувањето на квалитетот на производите, јас пак ќе ви кажам дека пред една година се обидов да ги комуницирам нашите супермаркети, ланците на супермаркети, да видам колку се придржуваат кон стандардите за квалитет. За жал, кај нас малце ги мешаме квалитет како трговски квалитет, што е прва класа, што е втора, што е екстра класа, и безбедносни стандарди од аспект на безбедност на здравието. Сега, кога извезуваме, секоја земја си има своји барања во однос на минималните граници, ако зборуваме за пестициди, минималните граници до кои смее да има распаднати остатоци од пестициди. За некои типови свежо овошје или зеленчук има колку минимум шеќери може да имаат. Меѓутоа, еве да се вратиме на пестицидите, кај нас е задолжена фитосанитарната лабораторија при управата за заштита на растенијата во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство да ги врши анализите кои ги носат инспекторите на нивно барање. Тоа значи дека не се врши скрининг периодичен, постојан, туку арбитражно, еве условно кажано, еве верувам дека на овој случај сигурна сум дека извозникот ги однел истиот продукт во фитосанитарна да потврди дали има или нема од остатоците на кои што се жалела Хрватска. Често во текот на кариерата, не само со студентите, во контакт и со земјоделците. И зошто се помалку луѓе се занимаваат со земјоделие? Како драстично да опаѓа тој број? Како да имаме многу необработена земја? Не, како, така е. Така е. Еве, градинарство, подградинарство пред само 10-15 години имаше 55.000 хектари, сега дали има 15.000 хектари. Што да ви кажам, земјоделството, како и останатите стопански гранки, не е имуно на миграцијата, како се вика веќе тоа е имиграција, кога си одат луѓето надвор од земјата, посебно е трагично што одат младите луѓе. Владиве се обидуваат некако да ги задржат со тие субвенции, кои за вистинските производители не значат ништо, бидејќи ако се вистински домаќини, самите ќе заработат толку и 10 пати повеќе од тоа. Јас имам впечатот дека корисници на субвенции се оние производители кои што се на работ на профитот, па му е сеедно дали ќе продаде или нема да продаде, тој на име на собственост на земјата си зема субвенции, мора малци само критика и научните институции не им даваат доволно подкрепа, поддршка на земјоделците. Агенцијата за советодавни услуги, тоа што би требало како екстенжен сервис да биде мост меѓу науката и земјоделството, е фактички продолжение на политиката на Министерство за земјоделство, им помага за пополнување на ИПАРД кредити, програми, субвенции, административна поддршка на место да пренесе совет. Но има ли, може ли да се заработи добро се живее од земјоделие? Ако сте професионален земјоделец, да. Ние се уште ги влечеме последиците од едно минато убаво општество во кое што процветува викенд земјоделци. Еве да речеме тутунот во Прилепско. Собственикот си е вработен во некоја државна установа за викенд или утрината или во сезоната зема одмор и обработува земјата, ама ретко се производители, градинарите можеби, бидејќи таму нема бегање, таму морат секој ден да бидете присутни во градината. И овоштарите немаме професионални земјоделци. Немаме ниту агрономи. Многу е слаб интересот за запишување на земјоделскиот факултет. Еве оваа година беше на дното. Оваа година сме и подобри. Лани беше дното. Мислам 5-60 луѓе запишавме оваа година, дури 70 и нешто. Ама тоа е на целиот факултет, на сите
На Одсеци. да, на сите Еве на одсеци хортикултура колку има студенти? има тројца редовни и двајца вонредни. И пак ќе речам, тука е малце наша вина, во моје време кога студирав имаше 3 одсека, насоки, сега имаме безмалку 13. Така што вие 70 деца во споредено со тоа колку на вистина се запишуваат во средно училиште, колку пак ќе речам остануваат за земјата и не е толку трагична бројка ако се подели на 3 одсека, вака поделена на 13 се Но подба... факт е дека нема Апсолутно интерес се и дека согласувам. не е Да, привлечна. Да, па тргнете од таму што професија. тие што завршуваат земјоделски очекуваат да бидат вработени во државна институција. Нема да се вратат назад на нива. Еве имате насока дигитално земјоделство, што е тоа? Па, дигитално земјоделство е, или мудро, smart agriculture е земјоделство кое што треба да одговори на предизвиците на природата, односно да стави под контрола тоа што може да биде ставено под контрола. Да не чекаме да не изненадува природата, туку да превенираме, да не реагираме, туку да бидеме проактивни. Конкретно, во мојата бранша, така и се викаат контролирани заштитени простори, целиот процес е дигитален всушност. Односно, може да биде дигитален. Имаме сензор околу растението, сензори, дали е за температура, дали е за релативна влажност, за храна, сите реагираат на дадени гранични вредности кои што ги задава инженерот агроном, тука ќе има инженер информатичар претпоставам, меѓутоа го храниме него со податоците кои што ни требаат. Тие податоци од сензорите се трансформираат во кецови и нули и се носат до компјутерска единица која ги активира, дали ќе бидат пумпи, дали ќе бидат вентилатори, дали ќе бидат греачи, да ги отвараат прозорците од оранжеријата, па имате за отворено исто така сензори каде е изорано, каде не е изорано, каде е посеано, каде има сензори за појава на болести од дрон што може да се забележат. Значи, толку е промената во земјоделието, Да, значи земјоделец е човек на трактори со мотика, него со лаптоп. Благодарам за разговорот. Со лаптоп и со дебел паричник. Да, би требало така да биде. Благодарам за разговорот, има уште многу теми. Вие слушајте, наследете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube и Apple. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Со вас беа Сања Васиќ и продуцентот Дејан Балаловски. До слушање.